Случајот со малата Ембла, ученичка од основното училиште Башкими, кој на почетокот на годинава ја потреса македонската јавност, е најеклатантен случај на дискриминација кој го регистрираше Комисијата за дискриминација оваа година. Станува збор за девојче со попреченост на кој не му беше дозволено да оди на училиште затоа што родители потпишуваа петиција и бараа таа да не учи заедно со нивните деца, затоа што според нив била пречка за одвивање на наставниот процес. Ова е тежок случај на дискриминација и редок случај за кој е добиен соопфатен одговор. Ова го изјави Игор Јадровски, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, на која денеска се презентираше работата за третиот квартален извештај од јануари до март 2022 година. Комисијата покрена постапка за овој случај, како што веќе знаете, по службена должност. Случајот беше присутен во медиумите. Ученичката беше сегрегирана врз основа на попреченост по потпишана петиција од страна на повеќе родители на соучениците од незиниот клас. Иако ова беше еден прилично тежок случај на дискриминација, имаме потежок облик на дискриминација, сепак по укажувањето на комисијата, носењето, мислењето и препораките, можам да кажам дека ова е еден од ретките случаи каде што имаме добиено сеопфатен одговор кој што значи постапување по сите препораки, дел од препораките како на пример враќање на ученичката во оделението, правење на посебна програма за незините потреби. Случајот со Ембла го пренесува и голем дел на светски медиуми, откако и председателот Пендаровски ја посети Ембла и незиното семејство и лично ја допрати до училишните клупи. Во однос на дискриминацијата во општеството до комисијата најчесто се доставени представки од Сдружение на граѓани, меѓу кои најмногу во Скопје, и тоа 22 представки и 12 представки надвор од Скопје. Тренд кој што продолжува од 2021 година е тоа што жените почесто поднесуваат представки за дискриминација за разлика од мажите. Основи за дискриминација најчесто се во областа на маргиналните групи, сексуална ориентација, родови идентитети и лицата со попреченост.